на така наречените CBDC, или да појасниме за гледачите Central Banks Digital Currencies, или на македонски дигитални валути на централните банки. Сега, ќе ми дозволиш да појаснам. Значи, не се дигитални валути оние кои што ги разменуваме со кредитни картички, затоа што тие сепак во теорија треба да имаат некакво покритие во хартиена вредност, значи тоа е само дигитална трансакција, туку комплетно исфрлање на готовината и префрлање на сите трансакции во дигитална форма. Значи, дали е тоа идејата за нов Бретон Вудс? Само да те појаснам тука, значи исто како што кажа сето тоа, но меѓутоа поентата е да биде дигитална на блокчейн. Тоа е нивната идеја на CBDC. Не само дигитална како што е сега, како моментот што го имаме, туку да биде на блокчейн. Нормално тој блокчейн ќе биде централизиран. Пошто исто така многу треба да им се појасни луѓето да разберат дека има децентрализиран блокчейн, тоа што го гледаме кај Етериум, односно кај сите криптовалути, повеќето, не скоро сите, скоро. Значи тоа е децентрализиран блокчейн, како на биткоин. Тоа е најдецентрализираниот блокчейн што постои. Овие што ќе бидат на CBDC, односно на државна дигитална валута, овие исто ќе бидат на блокчейн, но меѓутоа приватен блокчейн. Сега тука тоа е голема драстична работа, разлика, значи тоа е диаметрално спротивна работа. Значи нема да ги имаме, да ги уживаме ние како корисници тие благодети што ги имаме во децентрализираниот блокчейн. Во ова дигитална валута, што веќе сега доста држави работат на тоа да издадат своја дигитална валута. Сега за разликава, значи затоа да појасниме овде на сите гледачи, затоа што да не мислат дека овде станува збор само дигитализација, дека сега криптовалутите се дигитални и сега фиат валутите ќе бидат дигитални. Не, воопшто не е така. Значи, едно нешто е заедничко кај нив што двете се дигитални. Меѓутоа, ова CBDC се издава регулирана од монетарната власт на таа одредена централна банка, нели? Сега, оние ќе бидат централните дигитални валути, ќе бидат на приватен блокчейн. Што значи тоа? Тоа значи дека централната власт ќе има тотална контрола на секој еден граѓанин, на секоја една трансакција за било што во секој даден момент. Нешто што до сега не беше ситуација. Со овие CBDC тоа ќе биде возможно. Сега, значи, бенефит од ова дефинитивно има централата, а обичниот граѓанин нема. Зошто? Затоа што, како што реков, збогум приватност. Тоа е една работа. Втора работа, што ако, пример, Дарко или Владко или било кој граѓанин не е соодветен на таа централна власт, каде што се наоѓа таа централна валута, нели, дигитална централна валута. Тоа значи дека Дарко, Владко или некој друг или било кој ќе нема пристап до никакви средства, до никакви материјални добра. Значи ќе не може буквално човек и лев да си купи. Еве се пример да речеме, ако некој е избркан или го гони централата, XX работи, можеме, нели, со кеш. Или уште поубаво со криптовалути. Затоа што тие се децентрализирани. Ова е голема работа. Значи, ова е многу суштинска работа. Ние сега идеме во еден период. Јас ова уште еднаш ќе спомнам, сакам да ги замолам сите многу внимателно да слушнат. Дека сега не е поентата дали ние ќе имаме ново дигитално средство за плаќање. Дали тоа ќе биде биткоин, етериум, покадот, што и да е, без разлика. Не е тоа поентата, луѓе. Разберете. Овде станува збор пред се за децентрализираност. Тоа значи, јас на тебе, ти на мене, ти на кого сакаш, без никакви прашања, без никакви посредници, и тоа да траи 2 секунди и таа трансакција да биде 100 пати поевтина од еден Western Union, каде што треба да идем таму, па да се подпишувам, па да давам лична карта, па да чекам одговор, па да они да ми одобрат за една трансакција. Мислам, молим те.
Сега, овие дигиталните централни валути сакаат да го постигнат таа брзина и ефикасност, што веќе имаат криптовалути, ама како што реков, тие се централни. За обичниот корисник, дефинитивно ќе бидат во негативна конотација, во смисла на губење на апсолутно на приватноста, че нема да постои ниту една приватна трансакција за било што, како што можеме да имаме, нели? Сега тука има сега многу некои прашања за CBDC, овие, пошто не се така едноставни. Значи, уште треба да се преиспитат работи, пошто овде станува збор сепак дури и човекови права, пошто многу задира во приватноста, максимално, и дефинитивно ќе се оди на оваа дигитализација, дефинитивно државите тоа ќе го направат и ќе го издадат, но меѓутоа ова сакав да го прецизирам и затоа го спомнав на ова што го спомна ти како прашање, нели? Затоа сакав да напоменам колку е битно криптовалути и централизирани дигитални валути. Тоа е огромна разлика. Ако сакате да имате сувереност и самостојност, мора да користите криптовалути. И тоа со ход волет на децентрализирани финансии. А во спротивно, вие ќе бидете 100% ќе ве чест, како да реча, ќе ве држат во контрола. Так. Значи 100% во контрола. Таа е таа работа што се случува и веќе Светскиот економски форум што се случува во Давос, они веќе има, мислам, и white paper како би изгледала таа CBDC, таа дигитална валута. И таму има едни работи каде што секој може да отвори на интернет, да види и да ги, дури они самите кажуваат за овие негативности. Ги признаваат на еден начин. Сите работи кои што ги прават, нели, за наше добро, доаѓаат од таа централа или ни се соопштуваат од таа централа, така што будното, внимателното следење на се она што се зборува таму во Давос е многу важно. Значи, јас би рекол know your enemy или запознај го својот непријател, затоа што тоа е елитата, ние сме обичните луѓе. Јас морам да ти поставам едно провокативно прашање, а тоа е развојот на технологиите поврзани со со криптовалутите, со блокчейн технологијата, се случува од 2009 година до сега. Дали тоа не беше само намерно допуштање, бидејќи сега знаеме со постоењето на Binance, со CEX, со крипто, со сите овие платформи менувачници каде што се разменуваат криптовалути, значи буквално се дозволени во сите цивилизирани држави, значи употребата на криптовалутите, че овој мокен систем допушти да се користат, по моје мислење, од просто едноставна причина што тоа е технологија која што е во развој и буквално си добија бесплатен развој на технологијата која што подоцна тие само ќе си ја применат во нивните CBDC. Самиот кажа дека и тоа ќе оди на блокчейн. Значи блокчейн како технологија е достапна, значи без разлика дали ќе се употребува централизирано или децентрализирано. Но конкретното прашање, дали со ова не си допуштија бесплатен развој на технологијата која што после ќе се ја применат наместо да инвестираат во развој на истата? Да, одлично прашање. Прво, значи, како што реков, мора да им се појасни на сите, како што реков, значи, ова е диаметрално спротивна работа. CBDC, криптовалути, тотално различна работа. Диаметрално спротивни се. Тоа е една работа, прво. Тоа е, од тука, кога ќе тргнеш, веќе добиваш одговор дека дефинитивно не би требало они да се во позадина на тоа, затоа што ова не им одговара на централните органи. Без разлика кои да се тие централни органи. На било кој централен орган